вечер, Македонија! Добро вечер за вас, овие прекрасни гледачи и гледачки. Добро вечер, уште едно ново издание на Рапорт со Јофе и вечерва најдобрата забава на А1 телевизија. Започнуваме веднаш. Почитувани гледачи, знаете дека обично емисијава ги следи најновите случувања на политичката и општествената сцена во земјава. Сепак, понекогаш сакаме да се навратиме малку во минатото, да проследиме некој постар настан, да слушнеме некоја постара изјава. Нели, како беше она во наше време и во ваше време. Темек, сега ние крадеме, ама помалце. Во ваше време, вие кога бевте на власт, растуравте, бре. Добро, сега изјава што ќе слушнеме не е толку многу стара, стара е само 2,5 месеци. Го слушаме Бичиклиски со извадок од пресконференција одржана на 22 јануари. Да видиме што имаше тогаш да ни каже за Слаѓана Тасева. За ВМРО ДПМН, со последните своји изјави, настапи и соопштенија, Слаѓана Тасева се става на располагање целосна услуга на Социјалдемократскиот сојуз. Во периодот кога токму Слаѓана Тасева беше начело на Транспарентност Македонија, релевантната Transparency International ја одзема меѓународната лиценца на оваа организација за Република Македонија. За ВМРО ДПМН незините ставови и гледишта се нерелевантни и ги прифаќаме како став на политички субјект. Да, фала ви, господине Бичиклиски. Вие сте секогаш тука за нас граѓаните, да не предупредите, да не заштитите од лошите, предавниците, расипниците. Нешто ко Робин Худ. Само што не земате од богатите за да им дадете на сиромашните. И немате лаки стрела. И не се облекувате во зелено. Добро да можеби не сте ко Робин Худ, ама секогаш сте тука за нас и не оставате да западнеме во некое лошо друштво. Како, например, тоа на лошиот Бранко. И да, господине Бичиклиски, од кога го слушна вашето предупредување, воопшто не и верувам на Слаѓана Тасева. Па штом Transparency International не и верува и ја зел лиценцата, на вистина не знам зошто ние би требало да и веруваме. Точно така. Слаѓана Тасева нема никаква релевантност и кредибилитет. Кажи, повторно ја добила лиценцата и сега е председател на Transparency International Македонија. Стварно. Па супер. Само штета што Бичиклиски не е тука за да го слушне ова. Значи, сега веќе повторно има кредибилитет. Епа, дај да видиме што кажува сега. Transparency International излезе со анализа со скандалозни бројки. Незаконски биле префрлани пари за 11 проекти од Скопје 2014, а не се знае ниту потеклото на 928 милиони денари легнати од државниот буџет на сметката на општината. Се реализира на начин кој што е незаконит. А која е целта? Дали е целта на тој проект јавниот интерес или интересот на одредена политика или одредена партија? Сериозни обвинувања од страна на Слаѓана Тасева. Сега веќе релевантна личност, личност со кредибилитет даден од страна на Transparency International. И нормално, режија, ајде, што чекате, пуштајте реакцијата на ВМРО ДПМН е сигурно веќе ги повикане надлежните институции да се зафатат за работа и да ги казнат виновниците за корупцијата во Скопје 2014. Слаѓана Тасева нема никаква релевантност и кредибилитет да зборува како независна личност, бидејќи многу пати досега докаже дека е партиски мегафон на СДСМ и Бранко Црвенковски. Како бе нема кредибилитет, тоест кредиби или кребили или крелиби. Нема врска, како и да е, како може да нема. Или сега, како дел Transparency International, доби крели нешто таму. За вас Transparency International е нерелевантна невладина организација? Овие прашања За овие прашања чинам дека веќе добивте одговор претходно во Центарот за комуникација. Како не сте добиле? Бичиклиски уште пред 2,5 месеци го даде одговорот. Transparency International има релевантност и крели, не знам, нешто таму. Што значи Слаѓана Тасева ги има истите работи. Да, тоа е тоа. Што значи изјавата на Марија Андоновска ја забораваме и чекаме нова изјава на Бичиклиски каде ќе побарат надлежните институции да ги проверат наводите на релевантната Transparency International. Баш ми е мило вака кога ќе ви се најдам и ќе ви помогнам кога ќе направите грешка во Центарот за комуникација на ВМРО ДПМН. Реформите во здравството продолжуваат со несмалена динамика.
Последно што видов на реклама пред некое време беше најавата за пуштање во потреба на новата зграда на клиниката за гинекологија. Знам дека беше закажано за вторникот, ама испана нешто работи, не може да дојдам, па се надам дека не ми се налутиле премиерот Груевски, министерот Османи, дека не им било тешко и без мене да ги пресечат црвените ленти. Бомбастично најавуваното отварање на новата зграда на клиниката за гинекологија денеска неочекувано беше откажано. Главните актери, премиерот Никола Груевски и министерот Бујар Османи не се појавија на закажаниот термин да сечат ленти. Чекај. Поради мене го откажале сечењето ленти. Не знаев дека до толку сум бил значаен. Фала ви, навистина причинува посебна чест и задоволство кога слушам. Што? Не е поради мене откажано, туку поради други причини? Какви причини? Дај да видиме што има да каже директорот на клиниката. Се извинувам еден момент, ние дојдовме за пуштањето на зградата, само да ми објасните зашто е одложено. Одложено е пуштањето на зградата. Зашто? Да, од причини. Претпоставам. Има некои технички причини или... Па, претпоставам, не знам, одложено се не знам. Аха, значи од причини одложено. Чекајте, сигурни сте дека од причини? Бидејќи, еве, јас знам, ми текнува на еден случај каде имаше одложување поради последици. Не е смешно, на вистина се случуваат и такви работи. Некоја се причини, некоја се последици, ама во случајов е добро тоа што директорот конкретно долоцираше проблемот и виновник. Навистина е добро тоа што знаеме дека се причини. Сега кога сме сигурни дека се работи за причини, можеме и да почнеме да работиме. Тоест, чекај малку, од кај сме сигурни дека директорот ја кажува вистината? Зошто би му верувал кога вели дека одложувањето е поради причини? Може би на вистина поради мене го одложиле, бе? Да, јас не сум така наивен од прва да ви поверувам дека сте го одложиле пуштањето во потреба поради некакви си причини. Дај да видиме што имаат информациите на ајде. Дали е поради причини или поради тоа што јас не бев таму. Неочекуваното откажување, како што дознаваме, се должи на информацијата која се проби во јавноста дека зградата воопшто нема минато технички преглед. Извори во ВМРО ДПМН што сака да останат анонимни, вела дека бруката ќе била голема ако премиерот пуштал зграда во која ништо не функционира. Не бе, зошто брука? И не е така страшно да исечеш црвена лента и да пуштиш во потреба зграда во која ништо не функционира. Страшно би било кога, да речеме, например, премиерот и министрите би дошле, би поставиле камен темелник и би фрлале лопати на веќе изградената зграда. Да би било за никаде, за срамот. Цела среќа што ова досега не се случило. И уште еден поглед на зградата. Имаме тука темел и лопати за новата зграда. Тоест, чекај малку, какви лопати, какви темели? Па зградата е одамна изградена. Зарем темел за фасада? Веројатно е некаква грешка. Или може би и не. Еве го тука архиепископот. Па камењата. Што е следно? Лопати? Да бе, да. Еве архиепископот му ја подава лопатата на премиерот. Тоест, вака требаше да звучи. Архиепископот му ја подава лопатата на премиерот. И да, на вистина фрлаат лопати на изградена зграда, бе. Да, се посетивме уште еднаш на спектакуларниот момент од минатиот месец кога се фрлаа лопати за нова фасада. Што значи, заборавете на тоа што кажав претходно, крајниот заклучок сепак би бил, ако можеш да поставиш камен темелник за нова фасада, зошто не би можело да исечеш лента и да пуштиш во потреба зграда во која ништо не функционира. Ништо страшно. Пуштај, мајсторе. Драги мои, вообичаено секоја недела ве потсетувам дека можеме да се дружиме преку Facebook на адресата facebook.com/narapor.jofe. Ве има таму околу 17.000, ја знам дека е многу поголем број на тие што ме гледаат сега, а редовно киснат на Facebook и на интернет воопшто. Епа, ако сте еден од нив, сигурно сте го виделе видеото во кое две бебиња близначиња разговараат или преговараат или се караат или нешто слично. Навистина се симпатични и ептен смешни. За тие што не го виделе ова видео, еве дел од негово продолжение.
Нели се прекрасни пресладки? Апсолутно дека се и дека стана интернет сензација со скоро 20 милиони прегледи на видеото на YouTube. Видеото е поставено на уште еден куп други сајтови, пуштено и во многу емисии на многу телевизии, а бебињата заедно со своите родители беа гости и во Good Morning America, една од најгледаните утрински емисии во Соединетите Американски држави, каде исто така разговара на ваков начин. И сега, главното прашање кој се поставува откако ќе го видите разговорот на близначињата е зашто ли толку жестоко разговараат? Која е темата на разговорот? Има повеќе верзии на одговорот на ова прашање. Некои велат дека разговара за чорапот кој недостасува на ногата на едно од бебињата. Други велат дека дискутираат и размислуваат за тоа како да го отворат фрижидерот. Сепак, мене ме подсетуваат на нешто. Ме подсетуваат на двајца наши политичари, нивните разговори, тоест довикувања преку пресконференција од минатиот период. Единствена разлика е што политичарите за кои зборувам никогаш досега не се соочиле на дуел за разлика од бебињава. И да, точно така, во продолжение ексклузивно само во ова шоу, преводот од разговорот на бебињата. Или подобро кажано, Ранко и Никола на ептен млади години. И што се случи? Го искрашили од Ќотек, му изградиали спомени, кој победи, лелеве, зошто заврши на најинтересното? Кога втора епизода? На 5 јуни? Тогаш ќе разнаеме кој кого победил и кој кого искрашил, така? Ајде да почекаме ко така. Не, немаме време за чекање, бидејќи треба вести да почнат. Добро, тука ве поздравувам и ве подсетувам реприза вечера после полноќ на А1, утре во 15 часот на А2, емисијата ќе имате на сајтот на А1, а сите досегашни емисии ги имате на официјалниот YouTube канал на ова шоу, се дружиме на Facebook на адресата facebook.com/naraport.sojofe. Токму таму на Facebook во вторник ќе го имате и преводот од разговорот помеѓу бебињата, или подобро кажано, Бранко и Никола на ептен млади години. Мислам, ако не успеавте да прочитате некој ред сега. Ви благодарам за вниманието. Чао, чао и се гледаме следната.